Можноста за правење синтетички гласовни пораки, познати како deepfake, сега е на дофат на секој што има интернет врска. Со повеќе од 50 земји кои одржуваат избори оваа година, се зголемуваат напорите за откривање на дезинформациите пред да предизвикаат штета. Сара Барингтон е истражувачка на аудиопораки на Универзитетот во Калифорнија, Беркли. Треба само да земеме некои податоци од вас. За само неколку минути таа го клонираше гласот на овој репортер, користејќи онлайн услуга и создаде лажна верзија од кратка изјава. Ти реално звучиш вака. This is a testing sentence that I am using to tell the difference between real. И тогаш ја имаме лажната верзија од тебе овде. This is a testing sentence that I am using to tell the difference between real. Прилично неверојатно. Она што почнуваме да го правиме е го ставаме ова во компјутер. Ги гледаме брановите форми и шумот на сигналот и ги извлекуваме разликите. Некои индиции се визуелно очигледни за обучено око, како што се паузите што луѓето имаат тенденција да ги прават. Општо земено има повеќе од овие паузи во вистинската верзија отколку во фалсификатот. Барингтон исто така го анализира синтетичкиот глас со помош на вештачка интелигенција која е обучена да забележува фалсификати. Овие образци на вештачката интелигенција се многу очигледни и може да бидат многу мали работи, суптилни примероци што не можеме да ги слушнеме. Но ако фалсификат е направен со помош на непознат систем, тогаш вештачката интелигенција навистина ќе се бори да разбере што да прави со тоа. Можеби нема да ги прикаже истите модели како претходните фалсификати. Барингтон вели дека откривањето, дури и кога е успешно, може да дојде предоцна за да се запре вирална објава, а компаниите за социјални мрежи и нивните корисници треба да бидат повеќе вклучени во намалувањето на ширењето на содржината што може да биде фалсификат. Одиме кон решение кое е делумно техничко, но делумно поврзано со промените во општеството и активностите од креаторите на политиките. Сите ние треба да се потрудиме тоа да остане вистинското.